Најдобрите кошаркарки заедно со мене ги знаете, ги имате видено, се разбира, кај нас, во едно убаво и дотирано издание. На терените ги гледате во спортско издание, а тие постигнуваат неверојатни резултати, затоа и се наградени. Од мојата лева страна, Михаела Алексовска, веднаш до неа Ксенија Петревска, моја драга Ирина Белешковска, инаку председателка на кошаркарскиот клуб Крива Паланка, и тука ни е најдобриот тренер Мирослав Ивановски. Добро утро за сите. Добро утро. Да ве испочитувам прво со име и со презиме. Велам заради вашата напорна работа, заради тоа што постигнавте огромни резултати, вие сте наградени. Може да почнеме од наградите. Михаела, со тебе може? Да. Веќе во понеделникот во конкуренција и мажи и жени. Михаела, каква награда зема? Па ја добив признанието за најдобра млада кошаркарка за 2022 година. И сам да кажам дека тоа е огромна чест и задоволство. Но сепак таа награда не е од денес за утре, сепак позади таа награда има многу труд вложено, многу работа. И мило е кога некој тоа го оцени и го гледа. И многу сум среќна за наградата, но таа сепак представува еден мотив и потик плюс може да продолжам. Да давам уште поголем резултати, поголем напор и се од мене за да продолжи така. Михаела, многу ми е драго што се гледаме по втор пат. Првиот пат исто така имаше многу големо признание. Сега добиваш и награда, ти се вреднува трудот. Ми е драго дека се рушат стереотипите дека женските не се успешни кошаркарки. Така покажуваме и на терен. Во 2023-та, што си зацрта пред себе? Со оглед на тоа дека 2022 ја испреќаш како успешна година со ова признание. Па да, како што реков, тоа признание ми дава потик за уште понапорна работа и за постигнување уште поголеми резултати. Така, се со време. Оставаме на време. Од 13 години беше така, вежбаш, тренираш, така? Тренирам од 6-7 годишна возраст, но на 13 години прв пат почнам да играм сениорска лига. Така, 13 игра во сениорска. Да. Ксенија, кажи ми, што за тебе представуваат ваквите можности како признание, рамо до рамо си до најдобрата кошаркарка. Верувам дека ти е не само ветер во грб на теренот, туку и општо земено вака како потик, како мотивација. Што се овие признанија за вас? И ти си многу млада, колку години имаш? Исто имам 17 години и заедно почнавме од 6-7 години да тренираме, од второ одделение и на 13 години прв пат. Така, ни се случи првата утакмица која што ни представуваше голем предизвик во едно, бидејќи се соочувавме со многу искусни кошаркарки и постари девојки. Тоа ни представуваше мотивација и сега ни представува за се понапорна работа, за поголем успех во 2023 година, за поголема посветеност. Она што за вас е добро, тоа што имате подлога, еден кошаркарски клуб кој што ви овозможува сите ваши соништа да ги реализирате, ви дава ветер во грб, ви дава поддршка. Тука се челниците кои што го работат клубот, Ирина, 15 години кошаркарски клуб Крива Паланка, добивте признание, чинам, за истото. Туку дека 15 години работиме, а признанието што на овие годинашни доделување на наградите за најдобрите во организација на Кошаркарската федерација, за нас како клуб, освен што Михаела беше прогласена за најдобра млада кошаркарка и Мирослав за најдобар тренер во младенска женска конкуренција, клубот доби признание за најдобра женска младенска екипа, што навистина значи една круна на се она што се вложува, препознавање и вреднување, како што велиш и ти, на сиот макотрпен труд, ентузијазам, борба секојдневна и фаќање костец рамо во рамо или со проблемите и секако. Затоа што кошарката нели е под наводници машки спорт,
И драго ми е што постоите за да се срушат тие стереотипи дека не е така. И мислиш дека последните години токму и вашата напорна работа и толку постигнати успеси, можеби женската кошарка дигнаа кај нас во Македонија на пиедестал, да добиете вакви признанија во конкуренција со други кошаркарски клубови кои што, да речам, исто можеби подолго време траат, но исто се актуелни. Интензитетот, заложбите, посветеноста и трудот кој што се вложени во секој ден, во секоја секунда, во секој миг, па и во секоја година, намалу 15 години, но и поддршката која што ја добиваме во изминатите години се повеќе и повеќе и од локалната заедница, значи почнувајќи тука од градоначалникот, од многу наши доброчинители, спонзори, донатори. Но тоа е многу важно, треба пресед имате терен каде да вежбате, треба сали каде да се спортува. Така, препознавањето на важноста на спортот воопшто и таа круцијална поддршка од сите чинители во заедницата го прават клубот она што е. Еден голем, јас милувам да кажам, тим Крива Паланка. Ние не сме само кошаркарски клуб Крива Паланка, бидејќи во клубот имаме членови, тие се дел од првиот тим, имаме младинки, младински категории кои што се надпреваруваат, но имаме бројни членови, па нивни родители, па нивните семејства и се така, и целиот град буквално живее, пулсира и го препознава она што ние го работиме. И тешко е во еден мал град да се направи голем клуб. Се надевам дека ги оправдуваме сите и доверба и поддршка кои што ги добиваме и наше ветување ако биде за 2023, но и за годините нанапред е дека ова е само поттик да продолжиме понатаму и дека сме на вистинскиот пат, потврда. Дека тука сме, каде што да, и се надевам дека е така, можеби добро сте го истренирали тренеров кога зборуваат жените како мудро слуша. Најдобар тренер, да, како е да... Сега јас слушам за разлика на на тренер, како е да имате под владение толку многу жени вака, па уште да ги подредите кој што е да прави. Излегувате ли на крај? Да ве поканиме да дојдете на тренинг? Па треба да видам дали една ако се пушти тука доаѓаат поише да ја бранат ли како, влегувате ли од коште, да се пожегуваме, да. Се разбира. Не, прекрасни се деца, се прекрасни, затоа што веќе сме навикнати едни на други, долги години сме заедно, да. Долги години веќе имаме воспоставен систем на работа, навикнати се тие на нас, знаат како функционираме, што бараме од нив, од друга страна ние ги знаеме нивните потреби, затоа што се во еден таков период, па пубертет, па доаѓаме во тој некој... Растењето е заедно со вас. Ирина, вие функционирате како семејство. Ја тоа сум го забележала и во вашата комуникација, дека навистина сте како семејство. Што за вас е ова признание? Со оглед на тоа дека зборувавме пред малку и во одговорите дека женската кошарка навистина е во подем кај нас. На наши простори, затоа што сме релативно мал простор. Па и за спортот кога е во прашање. Ја баш и од таа причина би сакал да ви се заблагодарам затоа што ни давате можност на некој начин да ја промовираме женската кошарка, затоа што јас и во моето излагање спомнав и кажав дека воопшто женскиот спорт во нашата држава е некако ставен на маргините или самата кошарка и мислам дека немаме време многу за експериментирање и дека треба да ги оставиме суетите малку настрана и сите заедно да се посветиме кон женскиот спорт воопшто, конкретно сега и за кошарка. И сметам дека девојчињата заслужуваат малку поголемо внимание. Малку сме кои што се талентирани. А заслужуваат и мислам дека навистина треба крајно време да почнеме да се свртиме и кон нив, за да почнеме да го фаќаме оној ритм со, не знам, европските клубови, европскиот женски спорт. Затоа што не сме ништо помалку вредни. Можеме, имаме знаење, имаме желба, само ни треба малку повеќе ветер во грб и некои услови кои што се варат. Се надам дека овој глас ќе стигне онаму каде што ни треба тој ветер во грб, зашто останатото па све си имаме. Да, и мотивацијата и желбата и можноста да одиме напред. Ова признание како најдобар тренер, што представува за вас? Затоа што тренерот можеби на некој начин не само што е ликот по кој што тие деца учат, се поистоветуваат, на моменти е татко, на моменти е другар, на моменти е брат.
функционирате како семејство, патувате, поминувате многу време заедно. Што за вас е ова признание? Ова е само една круна на сето оно што досега имаме сработено за овие 15 на години заедно. Вие сега што спомнавте ова патување и тренинзи, и надпревари и така натаму, тебе ќе ви кажеме само дека ние немаме слободен ден во неделата, затоа што од понеделник до петок сме во спортска сала, на тренинзи, сабота, недела сме секаде некаде по надпревари. Немаме време за самите себе, за нашите семејства, за нашата фамилија, така да ова признание после, да кажем, неколку години наназад, кога сме постојано во врвот на младинската женска кошарка, во последно време сме и во сениорската приклучени тука во самиот врв горе, ова ни доаѓа тоа како некое признание дека сме на вистинскиот пат и дека нешто правилно работиме и дека ни дава еден мотив повеќе за да продолжиме во тој правец и да се насочиме кон ова. Меѓутоа би сакал дека да кажам дека не е само да не излезе дека само со девојчиња работиме, ние сме клуб кој што се посветуваме и на машките, на машката кошарка. Знаеме, но денеска заслужува малку повеќе да зборуваме и за девојчињата. Посакам и во 2023 да ве гледам само за успеси и за убави нешта. Драго ми е дека вака убаво си ја испраќаме годината со успеси и лимитирано ни е времето. Ване, кај си? Еве ќе бидам тука. Ајде биди тука. Да, правиме малку друштво, се разбери, на најдобриот тренер, малку зјакнете се мажите тука, ние многу жени се собравме. Немам ја за кошарка предиспозиции, така сум. Јас имаш машала, да, само на кратко затоа што мора да се одјавиме, толку ни е времето. Така, би сакала кога сме кај мажите да го поздравам мојот сопруг Ведран Белешковски, бидејќи сите ние не би биле овде доколку не постоеше тој, доколку не постои неговиот пред се идеја, труд, заложби и ентузијазам, бидејќи тој е претседателот на клубот, тој го формираше клубот и тој е моторот на се ова што женската кошарка во изминатите години и го дава и ќе го дава во иднина. Одлично. Се гледаме за убави нешта. Благодариме и би сакале во име на Да, имаме подароци до општината, но ние мора да се останете одјавиме. заедно со нас и ќе си ги поделиме подароците. Ау, тоа е многу добро. Благодариме за тоа.